Почитувани организатори, новоизначен економски форум, драг пријателе Симеон Цумакос, господине Арис Влахос од Грчката бизнис асоциација во Северна Македонија, ваши екселенции, амбасадори, почитувани министри, гувернерке, почитувани пријатели, соработници, почитувани представници на медиумите, драги гости. Ми представува голема чест и задоволство да го отворам првиот економски форум во Скопје, во организација на економскиот форум од Делфи, Грција и на Грчката бизнис асоциација во Северна Македонија, а во партнерство и соработка со домашните компании. Задоволството е уште поголемо што на првиот економски форум овде во Скопје денес сме сите заедно, мои драги колеги од регионот, премиерот Рама, министри, амбасадори, бизнес лидери, градоначалници, комесарот Вархели, чиј учествува онлайн, како и бројни драги пријатели и гости. Упатувам честитки на организаторите за прецизно избраните теми, кои во фокус ги имаат најсуштинските прашања кои засегаат Северна Македонија, регионот, но и светот, особено кога станува збор за правците за одржлив економски развој и глобална стабилност. Верувам дека од секоја панел сесија ќе произлезат квалитетни заклучоци кои понатаму ќе бидат имплементирани во пракса. Првиот економски форум во Скопје има голем потенцијал да прерасне во традиционален собир кој на највисоко ниво секоја година ќе обединува регионални и меѓународни политички лидери, амбасадори, предприемачи, истакнати личности од различни општествени сфери. Северна Македонија ги негува европските вредности, демонстрира европски манири, политичка волја и гради добрососедски односи, неопходни за економски просперитет и подобар стандард за граѓаните. Пораката која на националните и регионалните медиуми се пренесуваше од Делфи самитот во Атина, кој се одржа пред еден месец, ја опатувам и тука од Скопје. Потребен ни е економски просперитетен Балкан на 21. век, интегриран во Европската Унија. Денес ќе додадам и Балкан кој живее во сегашноста и гради просперитет на иднина, а минатото е поука дека поделби и раздори помеѓу народите на Балканот не водат никаде. Горд сум што Северна Македонија постигна договор со Грција и што сме денеска членки на НАТО. Поддршката од Грција ја имаме и на нашиот европски пат и благодарни сме за тоа. НАТО членството значи сигурност, безбедност, но значи и одлична можност за економски развој. Нашата земја ги исполни сите услови за почеток на преговорите по поглавијата за членство во Европската Унија, што е безусловно потврдено од Европската комисија, како и од огромно мнозинство на вкупно 26 од 27 земји членки. И во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на сите земји членки на Европската Унија, кои ни ја даваат безрезервната поддршка овој процес да започне уште во текот на актуелното претседателство, кое што се уште трае со Португалија или на претседателството кое што следува со Словенија. Посебна благодарност сакам да изразам и за континуираната поддршка на Соединетите Американски држави, на американскиот претседател Бајден, со кој неодамна на маргините на самитот на НАТО во Брисел имавме можност да поразговараме пред се за стратешките вложувања во енергетиката и американско-грчко-македонскиот гасен проект во Александрополи, но и многу други економски проекти кои што се надевам регионално со сите наши партнери ќе ги развиваме овде. Почитувани, на првиот економски форум сакам да упатам порака до инвеститорите, да ги искористат можностите и да го вложат својот капитал во Северна Македонија. Владата креира поволен деловен амбиент и еднакви услови како за домашните, така и за странските инвеститори. Националната економија е стабилна и расте. Постигнавме висок раст за сите инвеститори со вкупно производство од слободните зони што достигна 3,4 милиарди евра во 2020 година, година на пандемија. Инвестициите учествуваат со 46% во вкупниот извоз на национално ниво и учествуваат со близу 8%
во националниот бруто домашен продукт. Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони е фокусна точка за инвеститорите кои бараат поддршка да инвестираат во слободните економски и индустријски зони на Северна Македонија и останува клучен партнер за огромен број странски инвеститори во технолошко-индустријските развојни зони. Економијата во зоните во првиот квартал од 2021 година порасна за 30% во споредба со истиот период во 2020 година, кога 2,5 месеци немаше корона. И 41% порасна во споредба со 2018 година, што го прави рекордно високо овој раст во последните 4 години. Позитивниот тренд продолжува и во април, имаме 7% раст на извозот во споредба со претходниот месец или 279 милиони евра. Во првите 5 месеци од оваа година подпишавме 15 нови договори со сегашни нови инвеститори, од кои што само 5 се нови во индустријските зони. Вредноста на овие договори надминува 100 милиони евра во обем на инвестиции. Дури и во време на пандемија, компаниите во зоните одржуваат стабилен број на вработени со тренд на зголемување. Во моментот повеќе од 30 компании, сегашни и потенцијални инвеститори, официјално ги изразија своите намери за инвестиции и во тек се преговори со вкупен обем на инвестиции од над 425 милиони евра и нов план за нови 8500 работни места. Во следните недели се очекува затварање на најголемиот договор за странски директни инвестиции досега во Северна Македонија, со инвестиција поголема од 100 милиони евра. Тоа ќе биде досега највисоката директна инвестиција која се случила од основањето на технолошко-индустријските развојни зони во изминатите 20 години. Уште еднаш да потенцирам. Поволностите за инвестирање во Северна Македонија се евидентни и потврдени од присутните компании, домашни и странски, во нашата земја. Покрај тоа што имаме ниски даноци од 10% данок на добивка и 10% персонален данок на доход, инвестициите во зоните значат до 10 години ослободување од данокот на добивка и до 10 години ослободување од персонален данок на доход, 10% директни субституции од вредноста на инвестицијата, следните 10% зависат од неколку критериуми како што е нови работни места, просечни плати, извозната ориентација, еколошката затвореност на проектот и така натаму и така натаму. Инвестициите во Research and Development до 50% се субституирани директно од буџетот на владата на Република Северна Македонија. Поддршка континуирана нудиме за квалификација и доквалификација на работна сила, се со конечна цел да го следиме трендот на инвестирање на сите домашни и странски инвеститори овде во Северна Македонија. Почитувани, влегуваме во нова фаза на економски раст, кој ќе го предвижат зголемената регионална економска соработка, спроведување на сите потребни стандарди што се својствени за државите членки на ЕУ, како и преку посебниот интервентен план за инвестиции ИПИ 2021-2027 година за економски развој. ИПИ ги опфаќа сите инвестиции кои се планираат да отпочнат во земјава, вклучувајќи ги и приватните инвестиции на домашни и странски инвеститори. Тоа е стратешки документ со дефинирани елементи како вредност на планирани инвестиции од над 8 милиарди евра. Комплементарен план на ИПИ 21-27 во завршна фаза на подготовка е планот за финансирање на растот, Growth Accelerating Plan, со кој се отвараат сите можности за привлекување на приватниот капитал, комбинација на јавни и приватни инвестиции, преку создавање на законски можности за нивно спроведување, но и преку воведување на иновативни финансиски инструменти, атрактивни за приватниот капитал. Почитувани, она што следи сега е прво унапредување на регионалната трговска размена на стоки и услуги, како и движење на луѓе, капитал и знаење, што претпоставува отстранување на сите постоечки бариери. Второ, неопходно е надградување и на процесот на дигитализација во државата преку обезбедување на дигитални вештини, дигитална инфраструктура и дигитална безбедност. И потоа следи подобрување и на конкурентната способност на македонската економија преку
преку структурни промени низ паметна специализација, подобрени вештини преку подобро образование, истражување, иновации и вклучување во постојните, како и креирање на нови индустријски вредности вериги. Во оваа прилика би сакал да напоменам дека од големо значење во контекстот на регионалната економска интеграција на Република Северна Македонија, како и на целиот Западен Балкан, но исто и во контекст на економската интеграција во Европската Унија, е и прифатената иницијатива за проширување на така наречените зелени коридори. Тие коридори на просторот на Западен Балкан беа воспоставени во текот на пандемијата, па сега е потребно нивно проширување кон транспортните коридори со соседните држави, членки на Европската Унија. Таа одлука е донесена, но се појавуваат предизвици при незината имплементација. Зелените коридори се многу битни, бидејќи убедливо најголем дел од трговската размена, како на Северна Македонија, така и на сите држави од регионот на Западен Балкан, се одвива со државите членки на Европската Унија. Република Грција и Република Северна Македонија се соседни држави, па воспоставувањето на ваков коридор за олесната размена на стоки меѓу државите ќе има многу силно влијание врз идниот забрзан економски развој. На тоа работат мојот и кабинетот на премиерот Кириакос Мицотакис, да токму Грција биде првата земја од земјите членки на Европската Унија, кои што се наши соседи на Западен Балкан, токму тука да го отвориме и првиот зелен коридор. Дополнително, многу важен дел од идната визија за економски развој на Северна Македонија е и зелената агенда и трансформацијата воопшто. Зелената агенда е јасен сигнал и чекор напред за поблиска интеграција во политиките на Европската Унија во врска со климата и животната средина. Спроведувањето на една таква агенда ќе и помогне на земјата да ја трансформира економијата преку примена на практики и стандарди што се ефикасни во однос на ресурсите, конкурентни и климатски неутрални. Но секако, дека тоа ќе бара многу посветена работа од страна на сите, за да се согласиме со климатските цели на Европската Унија за постигнување климатска неутралност до 2050 година. Ќе бидат потребни значителни инвестиции, како и остварување на поамбициозни цели во областа на кружната или циркуларната економија, одржливото земјоделство и производство на храна. И она што би сакал да го споменам, како последно во моето обраќање, но со еднаква важност, е спроведувањето на инвестициите што во Република Северна Македонија се планираат во доменот на енергетскиот сектор. Стратегијата за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040 година предвидува комплетна енергетска трансформација на земјата и засилена конвергенција кон економија со низок степен на карбонизација. Енергетската трансформација се заснова на 3 столба. Прво, значајно зголемување на учеството на обновливите извори на енергија во вкупната продукција на енергија. Второ, зголемување на енергетската ефикасност. И трето, промена на владините регулативи во областа на енергетиката и водење на енергетските политики во согласност со стандардите на Европската Унија и Европската енергетска заедница. Почитувани, пандемијата уште повеќе ја нагласи потребата дека е неизбежно да се обединат општествата, владите и компаниите и да се адаптираат на новата реалност за да дизајнираат политики фокусирање на градење на еднаквост, инклузивност и одржливост на економиите. Позитивните трендови на новата развојна економија веќе се евидентни. Расте извозот, трговијата, регистриране расти во сферата на кредитирањето на бизнисите и граѓаните, а расте и просечната плата. За годинава проектиравме раст од 4,1%, со очекување извозот да забележи раст од 10,6%. Бруто инвестициите раст од 8%, бројот на вработени да се зголемува и придонесе просечната стапка на невработеност да се намали под 15,8%. Масовната имунизација во земјата е во тек и во моментот пандемијата е под контрола. Глобалната економија закрепнува и очекуваме дополнително зајакнување на надворешната побарувачка, што силно влијае на нашиот извоз. Овој значаен настан денес е уште еден чекор за подобрување и унапредување
на политиките базирани на доверба и долгорочна визија. Убеден сум дека следат нови успешни партнерства, пријателства и соработки кои се витални и применливи за владата на Република Северна Македонија. Посакувам успешен ден, успешен почеток на овој Делфи форум овде во Скопје и навистина сите да понесете со вас позитивни импресии. Благодарам.